8 февруари, четврток, почитувани гледачи, ги имитуваме регионалните вести. Користењето на јавните паркинг места во Гостивар привремено ќе биде бесплатно. Јавното предпријатие за паркинг го раскинало договорот со фирмата партнер. До кога ќе трае слободното паркирање, од предпријатието не можеа да прецизираат. Паркирањето во Гостивар, почнувајќи од денес, ќе биде привремено бесплатно. Причината е раскинувањето на договорот со фирмата која досега беше партнер во менаџирањето со паркинг местата во Гостивар. Јавното предпријатие за паркинг и зеленило соопшти дека граѓаните ќе можат да користат паркинг простор без да плаќаат, но не знаеа да прецизираат до кога тоа ќе трае, ниту како понатаму ќе се решава користењето на паркинзите. Сакаме да ги известиме граѓаните на општина Гостивар и пошироката јавност дека од вчера меѓу јавното предпријатие и досегашниот јавно-приватно партнер Дуна Компјутер Скопје е раскинат договорот од наша страна и во наредните денови до неопределено време паркинзите ќе бидат слободни за граѓаните. За понатамошните постапки ќе ви информираме додатно. Од предпријатието рекоа дека го раскинале договорот поради нанесени финансиски штети. Утро во екипи на предпријатието ги вадеа и таблите со информации за условите и начинот на користење на паркингот кои важеа досега. Зонското паркирање во Гостивар беше воведено пред околу 2 години. За 1 час паркирање се наплатуваше цена од 25 денари. Абди Абдио од Сдруженијето Биоамбиент денес промовираше импровизиран систем за намалување на загадувањето на воздухот на база на вештачки дожд, кој според него би се поставил на главните булевари низ Тетово. Како една од главните причини за аерозагадувањето го посочува сообраќајот. Овај систем фактички произведува една вештачки дожд во вид на магла, кој има за задача сите канцерогени частички од саобраќајот, од прашина, сите да ги симне во земја. Системот ќе се снабдува од реката Шкомбими и ќе биде поставен доколку власта во сите булеварди тамо кај што имаме оптоварен саобраќај. Системот троши 15 метра 9 литра вода, и по тоа, по моите истражувања од 9 години, сум сигурен дека многи градови ќе најдат чаре на решење на овој проблем. Како работи? Овој систем фактички ќе биде поставен со столбови и водата ќе иде преко ваздухот. Работи во тоа со сензор, во време кога ќе бидат загаден ваздух изнад нормалата, системот по автоматизам преко сензори ќе се вклучи. Кога ќе го симне загадениот на ниво на кој треба во нормала, системот по автоматизам ќе се исклучи. Како дојдовте до оваа идеја? До ова идеја дојдов затоа што го истражувам веќе годину дена, и ние сега чекамо да врне дожд, да врне снег и да дува ветар да го очисти. И едини систем кој јас мислам и што сум убеден е да се створи вештачки дожд како ово и да ги симне сите тие частички. Така, дали го покажавте овој систем на надлежните и како одговор доби? Овој систем денеска прв ден се презентира. Уште не сум го представил во власта, фактички сега е лиценциран и така. Сега прв фактор ни е саобраќајот. Стари возила имамо. Меѓутоа, овој систем функционира до тој ниво кога немамо велики ниски температури. Во пониските температури да се направи категоризација. Ако некои кажуват пар, не пар, тоа не е реално. Затоа што некој купил возило со Еко 5, Еко 6, нови возила и тој не ја загадува амбиентот. Освен сообраќајот, што мислите, кои се други загадувачи? Тетово има вкупно 17 фактори кои ја загадуваат, али мислим дека прво треба да се справиме со саобраќајот, па после да се справиме со другите фактори.
Сега ни е најбитно саобраќај, затоа што Полошкиот регион од географски и топографски аспект е голем проблем. Фактички нема воздушни струјења. Па и градот како град, кога се направени урбанистичните планови, не ја планираат тие што треба да планираат дека градот треба да има проветрување. Факт и во зима, кога се ниски температури, кога паѓа маглата, тогаш ни се јавува температурна инверзија. Значи земјата е похладна него што е воздухот. И сите димови кои се од оджаци не идат како што е теоретски нагоре, него тие се симнуваат и сите се соберат со магла и в тие моменти имамо големо загадување на воздухот. Поголема физичка и психичка активност за полесно надминување на променливото расположение на адолесцентите, советуваат психолозите, но големо влијание во однесувањето на единката во пубертетот има и раниот детски развој на единката, зошто недостигот на внимание, нежност и љубов од страна на родителите во детските години, децата ја манифестираат токму во овој проблематичен период. Наместо сон во ноќта, спиење до доцна во денот и немање на никакви обврски ги прави адолесцентите да се чувствуваат бескорисно. Често се непослушни, непримерни и нервозни со негативен однос кон родителите. Со поголема физичка и психичка активност лесно можат да ги надминат своите проблеми, сметаат психолозите. Комплетно целиот биоритам е пореметен кај младите. Значи, дневното и ночното спиење нема исти ефект позитивен кај личноста. Друго е да се легнуваат порано, па ноќта да ја преспиваат, а преку ден активно да се занимаваат, ако немаат никакви други обврски, некој хоби да најдат. Да им помине времето, меѓутоа во будност состојба. А кај нас се случува нешто сосема друго. Излегуваат во 10, 11, 12, се враќаат во 4, 5, на интернет до 7-8 и кога треба да станат и да бидат активни, легнуваат да спијат. Спијат со образложение што ќе правам ако станам, кај ќе одам. Има многу работи што може да ги работат младите. Меѓутоа треба интересот. Може да бидат и физички и психички активни и да се ги надминат сите овие проблеми. Но клучен фактор во однесувањето на адолесцентот е раниот детски развој, недостигот на внимание, нежност и љубов од страна на родителите во детски години, децата ја манифестираат во пубертетот, смета Цветковска. За време на пубертетот, детето почнува да ги искажува своите чувства, да е бунтовно, да кажува што мисли, затоа што мисли дека се знае и се уме. Меѓутоа, многу е важно и детството до 7 годишна возраст. Исто така и од 7 до 14 години. Значи, карактерот се развива многу порано. А више од 12-11 години, кога влегуваат во пубертет или адолесцентен период, тога само можеме да ги прочитаме. Тоа што кај ние сме го развивале, излегува на виделина. И ако пак и тогаш превземеме одредени мерки, можеме да го усмериме на прав пат. А ако траеме, гледаме дека нешто се случува, дека нешто не е во ред, меѓутоа, ќе помине, ќе помине. Само го одложуваме проблема што еден ден ќе дојде и ќе биде толку голем што навистина ќе има тешко решение да се најде. После во пубертетот само дознаваме што е тоа што им смета, што ти ни го кажуваат. А како дете од 5 години, од 7, не може да ти каже што му смета. Тој ќе биде нервозно, ќе биде нерасположено, може иш нема да те приметува гледајќи во телефонот. Меѓутоа, тој недостаток на комуникација со родител, на љубов, на нежност од родител, ќе ни ја манифестира за време на пубертетот. Родителските забрани треба да бидат вклучени во односот со адолесцентот, но секогаш треба да се внимава на начинот на кој се забрануваат нештата. Секако дека мора да постојат забрани, меѓутоа многу е важен начинот на кој ќе бидат кажани и на кој ќе бидат објаснени. Значи, на едно дете, ако му кажеш не смееш тоа да го правиш, не смееме да допреме тука, туку ќе му кажеме не би требало да го направиш тоа затоа што и со факти и на начин близок до возраста на дете да објасниме зошто не би требало тоа да биде. А ако само се каже немој тоа или толку сад мораш да бидеш дома, нема ефект. Спротивен ефект ќе се постигне. Значи треба да се бира начинот
изборовите на кои тоа ќе се каже и како ќе се каже и дека мора објаснување за последиците доколку се направи. За повеќето девојки пубертетот почнува околу 11 годишна возраст, за момчињата од 10 до 14 години. Просечната возраст е 12 години. Започна со работа хотел Меркур во Тетово. Има 101 соба и 12 ката, а е дел од групацијата Акор која има над 3700 хотели во 95 земји низ целиот свет. Со пригодна свеченост беше означено почнувањето со работа на новоизградениот хотел Меркур во Тетово. Хотелот е дел од РМ Мол, комплексот каде веќе има трговски центар и стамбени згради. Почитувани присадни, посебно задоволство ми е да сме вечерва заедно. Доста едно време сме се мачили сите заедно, сме работели на овој објект, али денеска конечно е тоа, како да кажам, едно посебно вечер да сме заедно и да прославиме отварањето на хотелот. Ви благодарам. Во името на Акор хотелите ми е многу големо задоволството што сум вечерва со вас тука. Имаме илјадници хотели и соби низ светот и горди сме што од денес ќе имаме и во Тетово. Многу сме благодарни на инвеститорот господин Идризи и неговото семејство и сите соработници. Направивме фантастичен продукт, нешто за што Тетово и регионот можат да бидат многу горди. Хотелот во Тетово е со 5 звезди, со сите елементи, ресторани, барови, конференциски сали. Сите тие може да се користат во секојдневието и во разни пригоди како свадби и слично. Како што е во Лондон и Париз, така и Тетово со овој бренд на хотел сте дел од големите градови на секаде низ светот. Верувам дека со ваков објект и Акор системот за поддршка ќе донесеме нови посетители во градот, кои ќе трошат пари во хотелот, ќе трошат пари и во ресторанот и во трговските објекти во градот. И мислам дека економски и за инвеститорот и за пошироката заедница е одлична инвестиција. Горди сме што сме партнери, се надевам на голем успех. Do everything together to make this a great success. Thank you. Have a great evening. Хотелот Меркур во Тетово има 101 соба и 12 ката. Во рамки на хотелот има повеќе ресторани, барови и конференциски сали. Отворени се над 50 на работни места. Хотелот е дел од групацијата Акор, француска компанија која има над 3700 хотели во 95 земји низ целиот свет. Меркур е еден од 24 брендови кои како франшиза групацијата Акор ги има на сите континенти. Меркур во Тетово е прв хотел што во Македонија се отвора под франшизата на Акор. Вооружен инцидент во Боговење при обид на полицијата да изврши контрола на возило. Од денешниот полициски билтен и информација за кражба во џамија и сообраќајка на регионалниот пат Тетово-Јажинце. СВР Тетово соопшти за инцидент во село Боговење при обид на полицијата да контролира возило. Вчера околу 18 часот и 10 минути полициски службеници од полициското одделение Камењане дале знак да застане патничко моторно возило БМВ со скопски регистарски таблици. Истото застанало и кога полицискиот службеник се доближил, возачот во возилото го стартувал истото и се обидел да го удри полицискиот службеник, а потоа удрил во полициското возило како и во други паркирани возила. При обид за бегство, еден од лицата кој било сопатник во возилото испукало 2 куршуми од пиштол во воздух. Поради предупредување, полициските службеници испукале неколку куршуми во воздух. Лицата се дале во бегство заедно со уште 2 возила, Ауди со штипски регистарски таблици и Шаран со непознати регистарски таблици, напуштајќи го местото на настанот. Околу 20 часот и 50 минути на влез во Скопје, од страна на полициски службеници од единицата Алфи, било сопрено возилото БМВ управувано од 17 годишен малолетник од Куманово. Подоцна во населбата Ѓорче Петров од страна на полициски службеници од единицата Алфи, било сопрено и возилото Ауди со штипски регистарски таблици управувано 29 годишен кумановец.
Вчера околу 8 часот пријавена е кражба во џамијата Дарданија, лоцирана на улицата 29 ноември во Тетово, која била извршена во изминатите 5 дена, соопшти СВР Тетово. Непознати сторители, најверојатно преку подотворениот подрумски прозорец од санитарниот јазол, влегле во џамијата и одзеле една косилка за трева, пошто незабележани од никого се оддалечиле од објектот. Имотната корист со која противправно се стекнале во оваа кражба се проценува на 6000 денари. Ноќеска 10 минути по полноќ на регионалниот пат Тетово-Јажинце пред влезот на селото Слатино, патничко возило Ауди А5 со скопски регистарски таблици, управувано 26 годишник, удрило и усмртило куче кое неконтролирано се движело по коловозот. Како што соопшти СВР Тетово, нема повредени во возилото, додека причинетата материјална штета според првичните сознанија од извршениот увид се проценува на околу 60.000 денари. 42 годишен жител на Слатино вчера бил приведен за издржување на 3,5 годишна казна затвор. Жител на гостиварското село Дебреше заработи кривична пријава за 16 кривични дела, во кои се стекнала соимотна корист од 1.500.000 денари. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 12 часот привеле 42 годишен жител на тетовското село Слатино, осуден на 3 години и 6 месеци затворска казна за сторено кривично дело фалсификување исправа, соопшти СВР Тетово. По приведувањето и кусото задржување во полициската станица Тетово, реализирано со судска наредба, лицето по кого била распишана централна и меѓународна потерница, предадено е за издржување на казната во казнено-поправната установа Идризово во Скопје. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Гостивар поднесе кривична пријава против 23 годишен жител на село Дебреше поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, недозволено држење на оружје или распрскувачки материи, 4 кривични дела одземање на моторно возило и 11 кривични дела тешка кражба, соопшти МВР. Во периодот од 21.10.2017 до 21.11.2017 година, лицето со употреба на сила и погоден предмет влегло во 5 куќи и 6 продавници на подрачјето на Гостивар и одзело парични средства и златен накит. Исто така во истиот период лицето одзело и 4 моторни возила кои што ги управувало во други градови, пошто ги оставало. Со извршените кривични дела пријавениот се стекнал соимотна корист во износ од 1.494.300 денари. Лидерот на малцинството во представничкиот дом на Конгресот на Соединетите Американски држави Ненси Пелоси одржа најдолг говор во историјата на овој дом. Таа зборуваше 8 часа и 7 минути како поддршка на барањето на демократите за реформа на имиграцијската политика. Во Сенатот најдолг говор одржал сенаторот на Каролина Стром Турмон, кој во 1957 година зборуваше рекордни 24 часа и 18 минути. Западната коалиција предводена од САД изврши воздушни и артилериски напади врз силите лојални на сирискиот режим на председателот Башар Ал-Асад, при што загинаа над 100 режимски борци. Нападите се извршени откако силите поврзани со сирискиот председател Башар Ал-Асад извршиле неиспровоциран напад врз седиштето на сириските демократски сили. Неколку дена пред почетокот на светски познатиот карневал во Рио де Жанеиро загинаа 2 деца во 2 одделни инциденти, а полицијата е принудена да ги затвори 3 главни патишта со појавата на оружено насилство. 9 лица се убиени помеѓу петокот и неделата. Последното насилство започна во раните утрински часови кога едно 3-годишно девојче е убиено откако вооружена банда отворила оган врз автомобилот на нејзините родители, објавија локалните медиуми. Во земјотресот со интензитет од 6,4 степени според Рихтер најмалку 9 лица го изгубиле животот. Спасувачките екипи понатаму се во потрага по преживеани. Најмалку 60 лица се водат за исчезнати, додека 250 лица се повредени. Председателката на Тајван Цај Ин Вен ги увери граѓаните дека ќе бидат вложени сите напори за потрага по преживеаните. Северна Кореја ненајавено денеска пред самиот почеток на Олимписките игри во Јужна Кореја ја одржала својата воена парада што вообичаено ја одржува во април. На севернокорејската телевизија била емитувана дури отпосле. Официјален Пјонкјанг вообичаено многу се фали со своите воени паради и ги најавува, но за неновата се дозна откако се одржала, јавија јужнокорејските медиуми. Во Јужна Кореја овој потек се смета за враќање назад по неодамнешното затоплување на односите.
Утре во Пјонгчанг, Јужна Кореја, ќе почнат 23-тите зимски олимписки игри, за кои се поврзани неколку интересни факти. Така Пјонгчанг е најмалиот град домаќин на зимски олимписки игри со околу 43.000 жители. По Лилехамер, Норвешка, кој беше домаќин на игрите во 1994 година. Официјален слоган во Пјонгчанг е поврзани со страст. Јужна Кореја првпат е домаќин на зимските олимписки игри, а во 1988 година Сеул беше домаќин на летните олимписки игри. На зимските олимписки игри во Пјонгчанг ќе учествуваат рекордни 2952 олимпици, од исто така рекорден број земји 92. Денес имавме облачно време со повремени слаби врнежи од дожд. Дуваше слаб до умерен западен ветер. Утринската температура се движеше од 0 до 3 степени, а дневната од 8 до 12 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде претежно облачно, суво и стабилно. Утринската температура ќе се движи од -2 до 3 степени, а дневната од 9 до 13 степени. Временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Пријатно!